Најлошо за една држава е да удира по своите студенти. Академските граѓани го кренаа гласот. Утре излегуваат на мирен протест пред собранието да ги кажат своите барања. Причината, како што велат од организацијата Студентски отпор, е однесувањето на власта кон студентите. Протестот е закажан за 16 часот и 30 минути, во истото време кога во законодавниот дом ќе се одржува средбата помеѓу пратениците кои предложија измена на законот за субвенциониран студентски оброк и министерот за образование со представници на студентските собранија од државните универзитети од Битола, Штип и Скопје, за да дискутираат за предлог измените на законот за студентски оброк. Всушност, за оваа средба студентските собранија и не се многу оптимисти дека ќе резултира во нивна корист. Предлог измените беа капката која ја прелија чашата по однос на се она од што не се задоволни студентите. Најпрво бараме студентскиот оброк да биде покачен од 120 на 150 денари со самото тоа што цените, тоест Македонија доживува одреден степен на инфлација во овој момент со самото покачување на горивата. Ние сме децидни на ставот дека со израмнувањето на студентите кои земале бидејќи владата сака да ги израмни стипендиите, комплетно реновирање и поправање на студентските домови бидејќи условите се катастрофални и нечовечки, како и против ставот на владата дека е потребна приватизација на студентските домови, бидејќи знаеме дека тие ќе ги дадат студентските домови на своите другарчиња од олигархијата. Во време на огромна инфлација, државата мора да мисли на студентите како двигател на општеството. Едно од барањата е студентите да бидат изземени од антикризните мерки на владата. Студентите да бидат извлечени од антикризните мерки во смисла на грејењето на просториите и така натаму на владата, бидејќи студентите се иднина на општеството. Тие се млади, невини луѓе кои допрва треба да се едуцираат, допрва треба да се развиваат и сметам дека сметаме дека најлошо за една држава е доколку удира по грбот на своите студенти. Првиот предлог за измени на законот за студентски оброк предвидуваше студентите кои добиваат стипендија, оние чии родители имаат месечен приход над 18.000 денари, како и апсолвентите да немаат право на студентски оброк, што го побива и првичното мото на законот здрав оброк за секој студент. По бурните реакции од сите студенти, власта одлучи да го повлече предлогот и ги повика студентите на средба со цел да се дискутирало во која насока ќе биле измените.